Добар ден, криптоентузијасти, во уште еден подкаст заедно со нашиот братски канал Криптофил. Конечно, после долго време го оставивме малку да одмори, ни рече дека му е потребен одмор после конференцијата, посебно со оглед на фактот како беше пазарот, така да го оставивме и очекуваме од сега натаму активно да ни се приклучи во нашата работа, а денеска прв пат после долго време гостување на нашиот канал. Добар ден, Криптофил. Здраво на сите, Антонио, благодарам уште што ме покани во твоево студио, да речем. Здраво на сите дечки, јас одмарам после кога беше bear маркетов, back off направив, па сега му викам на Антонио, значи си направив zoom out, back off, оти кога е bear маркет емоционално ќе направиш многу грешки. Баш тоа кога разговаравме на криптоконференцијата дека кога стварно е многу тешко и сега за жал многу луѓе забораваат како беше пред 3 месеци кога ние тука психички се пореметивме и затоа направив back off, не го чепкам портфолиото. Еве сега си дојде пак сето на свое, дури повисоко. Happy days, сега веќе може да појдеме и да принтаме некои пари. Баш ќе ви кажам што се случува, толку има работи, да се каже, Антонио, маркетов пука бомбона е. Дефинитивно. Затоа имаше многу барање и откако видов дека си се вратил од одмор, затоа веднаш по брза поставка го направивме овој подкаст. Со тоа што денес ќе имаме три главни теми за разговор, а тоа е прво глобална крипторегулатива. Значи чисто ќе поразговараме кои се најновите вести од крипторегулативата и потоа ќе ни каже Криптофил што мисли околу сето ова, затоа што ова е на глобално ниво. И дополнително многу сакам да слушам каква е ситуацијата во Англија моментално, затоа што знаете дека Англија не е под мика, што значи дека има своја регулатива. Ако нешто знае Криптофил ќе ни сподели околу тоа. Потоа Криптофил ќе ни каже што случува во yield farming сферата, што има ново околу неговиот би рекол неговата јака страна, неговата сфера. И на крајот ќе разговараме околу самиот циклус. Што понатаму во овој циклус? Дали продава, дали купува, дали очекува 4 годишен циклус? Тоа е она кое што ќе го одговориме во текот на овој лайфстайл. Без одлагање можеме да почнеме со првата тема, каде што јас ќе направам кратко излагање за тоа што случува моментално во најновиот, да речем, период во сферата на крипторегулатива, а потоа он ќе ни даде свое мислење за тоа што конкретно он мисли околу целиот овој дел. Као што знаете и сами, значи најново нешто е буквално уште пред само неколку дена официјално беше донесен актот, тоа е така наречениот Genius Act, односно закон со кој што конечно се легализира стейблкоините во Америка. Сега нормално ваквото легализирање во Америка не останува исклучиво во Америка, легалноста на истите коини со оглед на фактот дека станува збор за стейблкоини во противвредност на доларот, ќе бидат така речено прифатени многу повеќе во целиот свет, откако тоа е би рекол регулирано на самата територија на Америка. Со тоа што пак ќе кажам, ова е голема регулатива, голем почеток, затоа што на крајот од денот, ако се сеќавате и сами, значи само пред неколку години ние практично и не постоја други стейблкоини освен USDT. Денеска имаме најразлични стейблкоини и видовме дека топ 10 банки во светот веднаш после ваквиот наслов, ваквото донесување на законот, и слегоа со своји така речено проекти, односно се гледа дека веќе спремале стейблкоини, така да ова ќе направи огромна промена во целиот свет во однос на стейблкоините. Следна ситуација која што можеме да погледнеме е дека наскоро доаѓа така наречен репорт, односно ова е официјална полиса на Белата куќа, која што практично ќе биде наменета за целиот криптосектор. Така да ова не е исклучиво на Белата куќа, ова е би рекол програма која што ќе биде работена за целиот криптосектор, работена помеѓу Министерството за финансии, така наречено Treasury Department, Commerce Department, тоа е министерството, тоест би рекол одделот за економија, СЕК, Комисијата за хартија од вредност, Комисијата за ресурси, CFTC и нормално администрацијата на Трамп. Што значи дека најголемите економски органи во Америка моментално работат на оваа полиса која што треба, според она што го очекуваме, негде во текот на следниот месец, затоа што требаше оваа, да речем, програма полиса да биде веќе обелоденета на 22 јули, така да очекуваме тоа да биде негде во текот на следниот месец. И во истата, иако за сега немаме конкретни идеи што би можело да биде вклучено, верувам дека со оглед на фактот дека самиот акт за стейблкоини е веќе донесен, а знаете дека се уште постојат два други закони кои што моментално се во процедура и покрај криптонеделата која што траеше од 14 јули до 21 јули, ефективно ние имаме уште два закони кои што се уште не го завршиле, би рекол, патот низ овие нивни би рекол органи, со тоа што првиот е нормално
Тоа е законот со кој што се прави јасна распределба помеѓу тоа кои се обврзници, тоест кои се хартии од вредност, а кои не, односно кои од овие кои не ќе спаѓаат под SEC, а кои од овие кои не ќе спаѓаат под CFTC. И уште еден закон, а тоа беше, ако не се лажам, законот за self-custody, односно со кој што се дозволува целосно self-custody на криптокоините на секој лице во Америка. И да не забораваме, во исто време гледаме дека и самите органи, односно погледнете, во оваа ситуација SEC и CFTC како две регуларни комисии кои што работат на целосно, да речеме, надзор и регулатива на хартии од вредност и CFTC на ресурси, имаат своји комитети во склоп на Конгресот, кои што, така речено, се надзорни комитети за овие агенции. Со тоа што овој аграрниот комитет, кој што моментално е надзорен орган за CFTC, односно Агенцијата за ресурси, веќе најавува драфт, односно тоа е, така речено, правилник со кој што јасно ќе се знае кои се критериумите по кои што се определува дали една валута представува ресурс или представува хартија од вредност. Хартија од вредност, ваквиот правилник е веќе издаден од страна на Сенатот на тоест на банкарскиот комитет при Сенатот на Америка, каде што истиот важи за SEC. Односно, зошто е ова толку битно? Иако се уште имаме ситуација во која што законот не е донесен за јасна распределба на тоа дали станува збор за хартија од вредност или пак за ресурси, гледаме дека овие органи сами по себе веќе ги припремаат правилниците со кои што ќе се знаат точно критериумите по кои што ќе може да се определи кој проект ќе биде децентрализиран доволно за да биде представен како ресурс. Овдека станува збор за проекти како Биткоин, како Cardano, кои што се екстремно децентрализирани, и потенцијално централизирани проекти како на пример HBAR и XRP, кои што поради својата централизираност потенцијално ќе мораат да се регистрираат самите себе си како хартија од вредност. Што значи дека ќе има точно утврдени, би рекол, правила кои што ќе треба да ги исполнат со цел да спајаат во едната или во другата група. Ова е крајно позитивно и гледаме дека со забрзано темпо се работи на ваквото разделување на, да речам, двете групи на потенцијални криптовалути во традиционалните финансии. Во исто време да не забораваме дека овдека е и самиот законодавен акт на сенаторот Лумис, кој што практично е надградба на актот кој што го донесе Трамп за Bitcoin stockpile, каде што овој закон се обидува да го надгради, така речено, законот кој што беше донесен како уредба од Трамп, со кој што не смеат да се продаваат овие 200.000 биткоини, но не се купуваат дополнително. Додека за разлика од тоа, овој закон кој што е предложен од сенаторката Лумис со уште двајца коспонзори други сенатори, исто така предвидува купување на 1 милион биткоини во наредните 5 години, со тоа што значи на годишно ниво Америка само ќе купува повеќе од 200.000 биткоини со цел да ја исполни оваа цел во наредните 5 години и дополнително да не се продава оваа количина на биткоин во наредните 20 години, кој што ќе биде, така речено, загарантиран бул маркет, иако потенцијално ќе имаме корекции, како што е тоа нормално во секој бул и беар циклус, но пак ќе кажам, загарантирано движење на цената на биткоин нагоре барем во наредните 4 циклуси, па да речем 5, со оглед на фактот дека во наредните 20 години нема да биде продаден ниту еден од овие биткоини кои што потенцијално би бил купен. Не заборавајте дека овој е се уште предлог закон и наскоро се очекува истиот да биде да биде земен, така речено, во предвид, првенствено на Сенатот, а потоа во Конгресот и потенцијално на потпискиот председател. Така да се уште е во почетна фаза, но имаме голема поддршка од страна на двете партии за овој потенцијален закон, така да допорно ќе видиме што ќе се случи, но поддршката мислам дека е јасна. И уште еден предлог закон пред само неколку дена, како што успеав да видам, е закон со кој што ќе се регулира посебно даночењето на сите оние кои се дел од крипто секторот. Од наједноставни, би рекол, физички лица до најкомплицирани корпорации, сето тоа ќе има соодветен начин на кој што ќе се даночи и ќе се олесни данокот на некој начин за да се привлече што повеќе капитал во облик на крипто, а дополнително овде ќе имаме дури и дел во однос на следење на трансакциите за даночни цели, каде што се вели дека трансакции под $300 нема да бидат следени во вкупна вредност од 5.000 на годишно ниво. Така да пак ќе напоменам, многу лесно може да го најдете, значи само најдете tax legislation, Loomis и ќе може да ги погледнете сите овие детали. Нема да навлегувам премногу затоа што овие закони трпат многу големи промени кога истите се поднесени на Сенат
и затоа нема да зборуваме за него во детали додека истиот не помине барем Сенат, каде што овие да речам конкретни зацртани точки на законот ќе бидат официјално потврдени од самиот Сенат. Во исто време да не забораваме дека и на локално ниво во Америка, на сојузните држави веќе имаме неверојатни 3 биткоин резерви, и тоа во Аризона, Тексас и Нью Хемпшир. Дополнително, овдека каде што имаме биткоин, како што гледате и сами, Илиноис, Мишиген, Охајо, во оваа ситуација е исто и Мериленд. Тоа се држави заедно со Оклахома, кои што моментално се во активен процес, и Флорида ја гледаме овдека, во активен процес на обид, така речено, да се протне оваа легислатива со која што на ниво на сојузна држава, државата сама по себе ќе акумулира биткоин, што е крајно позитивно. Ако веќе сме добиле 3 држави кои што тоа да го одобриле, зошто тоа не би било случај и со останатите држави, како во Америка нормално, така и подалеку од Америка. Во исто време, во последните Outcoin вести, ако се сеќавате, спомнавме дека Јужна Кореја веднаш по примерот на стейблкоини на Америка јавно изјави дека поради забрзаното, да речем, прифаќање и регулирање на самиот сектор, ќе го следат примерот на Америка и ќе буквално постапа по истите стапки да направат соодветна регулатива како за крипто, така и за стейблкоините. Така да примерот е многу јасен. Од друга страна, да не забораваме уште една битна работа која што Трамп, значи за една работа која што мора да му признаеме, ако ништо друго, Орангутанус Американус дефинитивно ги исполни своите ветувања кога станува збор за криптосекторот. Првенствено од аспект на, да речем, регулатива, која што моментално ја гледаме, а второ од аспект на тоа дека го прекина овој, како да кажам, би рекол оваа хајка против криптосекторот, така наречена Operation Choke Point 2.0, која што беше имплементирана од страна на Бајден. Ова беше, така речено, забрана неофицијална на сите банкарски, односно банкстерски организации да нудат услуги на криптосекторот. И моментално гледаме како тоа се завршува не само на збор, туку на дело. Зошто го велам ова? Официјално ние видовме како Комптролер, тоа е една од главните, да речем, финансиски институции кои што претходно посочија на сите финансиски инструменти и финансиски институции да не соработуваат со ниту еден криптоентитет. Го повлекува ова, ако се сеќавате пред само еден месец, како поука, правна поука за сите, да речем, финансиски институции во Америка, а во исто време погледнете што се случува. Веќе почнуваат да се појавуваат државно-приватни соработки во однос на блокчейн технологијата. Ова го спомнавме исто така во последните Altcoin вести, каде што Wyoming, една од сојузните држави, официјално веќе експериментира со стейблкоин на Avalanche. Што значи дека они моментално се обидуваат да на некој начин издадат собствен стейблкоин на ниво на целата Wyoming сојузна република врз основа на Avalanche. Што значи дека Avalanche ќе биде буквално рбетот на економијата во Wyoming, доколку нормално овој стейблкоин кој што моментално се експериментира е успех. Следната работа која што ја видовме е PNC Bank, која што исто така доаѓа од Америка, која што моментално во соработка со Coinbase, нешто незамисливо пред само 6 месеци во претходната администрација, значи моментално соработка со која што Coinbase е буквално мостот преку кој PNC на своите клиенти им дозволува директно да купуваат алткоини и биткоин. Што значи дека Coinbase практично ќе биде мостот преку кој вие немате потреба да направите, да речем, профил на Coinbase, но во исто време во вашата локална PNC банка ќе можете да купите биткоин, етериум и така натаму, останати коини кои што ќе бидат прифатени и да ги имате на сопствената сметка. Пак ќе кажам, нешто конкретно незамисливо пред само 6 месеци во претходната регулатива. Така да ова е почеток и верувам дека ова ќе се придвижи со многу голема брзина, каде што гледаме дека традиционалните финансиски институции сваќаат дека немаат друг избор. Или ќе го прифатиш темпото во кое што се движи овој криптосвет, или ќе заостанеш позади и ќе станеш небитен, ирелевантен. Така да тоа, ако мене ја прашувате, е голема придобивка која што моментално гледаме на пазарот. И за крај да не заборавиме нашите омилени, Jamie Dimon, JP Morgan, најголемата банка во светот, пред само 2 години на тоа беше 2024 година Светскиот економски форум, запрашан за биткоин, кажа нема да разговарам повеќе за биткоин, тоа е превара, тоа е понзи шема, тоа е не знам што. Пазете сега, 6 месеци подоцна во Конгресот на Америка во 2024 година, заедно со Елизабет Уорен,
да бара од Конгресот да го банира крипто и посебно да го банира биткоин. Една година од тие, да речем, случување, кои што ги имаме од текот на 2024 година, во јули 2025 година, ние имаме ситуација во која што JP Morgan веќе работи на регулатива со која што ќе дозволи на секој американец да може да позаеми пари во нивната банка, а при тоа да ги остави своите криптовалути како заем. Ако ова не е 180 степени на политиката на JP Morgan и најголемиот банкстер во светот, ја не знам што друго е. Баш ме интересира што ќе каже за ова криптофил, на ова што моментално го слушна, ме интересира неговото мислење. Поведи, брат. Нема што да кажам, ти веќе кажа се. JP Morgan има кој живее в Америка, иначе во Chase има акаунт. Не заборај, нели JP Morgan му забрануваше 2018-19 на вработените да ако купи некој крипто ги брка од работа, а во меѓувреме како беше мислам ти го спомна еднаш, во меѓувреме се случува, нели го плука криптово, а по 2-3 дена гледаме дека паѓа крипто и тој купува одназад. И черка му како беше и черка му ли купуваше некој крипто. Тоа е, овие се толку пострани, извини на јазиков говеда. И тоа е, значи, немаме представа. Овие работи што се случува сега, овие купува крипто од 2018-19. Дали мисли дека тие сега почнуваат? Просто сега ќе каже дека купува, тие си трупа, значи тие го има се тоа намирисано и сите си купува. Сега да се вратиме назад на крипторегулатива, тоа што се случува, Антонио, е толку брзо и многу ми е криво што светов чека да види Америка што ќе направи, па после тие нешто да направи. Значи, тоа е толку зелена бригада. Човек, гледаш на кај оди свето, има шатпат неколку држави што веќе ги, мислам, Ел Салвадор, нели, што имаше на градче Биткоин Бич ли како се викаше, што направи огромен експеримент, баш некни читав огромна статија и еден куп туристи ода само да го посета Биткоин Бич, што стана. Ја не знам оти не направи примерно во Охрид Биткоин Бич или во Преспа, Преспа, Биткоин Бич. Оти Охрид туше не слушнал што е тоа биткоин, и сега ти кажам зошто. Толку сме закочени, што ги чекаш големи работи. Крипторегулации се случува во забрзано темпо. Стварно Трамп сакаш најчише бизнисмен. Трамп е тука да направи пари, крај. Семејството него ќе направи билиони, милиарди тешки пред да се замине од функција. Тие принта ненормално. Минатиот пат разговаравме. Пушта лонг 40-50 милиони на 10x leverage и по 2 сати Трамп најава нешто за крипто пука. После некој го затвора лонг, другиот ден има негативни вести. Има за скара, следниот ден има скара направи. Да, тоа е, значи регулатива е, знаеш како, сакаш нечи, знаеме дека ќе дојда и до некаде е добро да се дојде затоа што сакаме најчиме, тоа е тоа. Значи тие мора да дојдат, ние оставаме ние што сакаме, нас не прашува големи риби, тук гледај тие што прават, како вика институција, ако сака да купа ќе го врата возо назад. За нас возо може да избега, тие го враќа возо назад, се качува и продолжува. И тоа се случува многу често во последниве години. Сега, во Англија тоа што се случува, многу не ги знам работиве, но знам дека ги стега работите доста. Од јануари 2025 ќе се регулира многу работи за жал тука, ќе се следи се, HMRC, ова што е Државна агенција за следење на се ќе следи. Значи се треба да си плаќаш крипто, да пријавиш крипто, нема бегање. Нема бегање за жал. И толку ќе ги следа работи, баш сега излегува доста видеа, баш вчера гледав од јас добро што си пријавувам нешто, ако извадиш крипто или нешто, си имам нели тука сметководители што ги пријавувам. Има ослободен си од данок до 3000 на година и плюс сопругата ако имаш уште 3000, 6000, беше по 12000 пред 2 години, значи 24 вкупно во семејство, ослободен од данок, а сега се намали на по 6 на човек, па сега по 3 на човек. Тоа е катастрофа невидена, значи Англија, значи приход, да, значи чисти пари од приход диваш, да, на годишно ниво. Беше 12000 по особа, нели по човек, сега е 3000, ги намалија тука частани, се жала сите. Нема пари, нема. Нема, некој треба да плати за Украина. И се стега сето, ама тоа е работата. Мислам, ајде да не сме глупи, да не се правиме од тунгузија тука. Знаеме кај ова ковид што се испринта сето, струјата после се покачи 300%, ами од ковид што некој што седеја дома што земаја пари, јас треба да платам, јас работев на ковид одделение. Мислам, знам како беа тие работи.
И сега снема пари за Украина и само од кај ќе онадиме, ај сега дупло данок, арч, како викаат турциве, арач. Ќе си платиш и ќе си пеш ко попче. 16.000, ако не се лажам, или 6.000 милионери си има заминато во последниве 2 години од Англија. Милионери. Да, бега јас ги следам еден јутубер и вика ова е ненормално. Му кладува на данок да плаќа на фармериве ако ја дај земјата над милион, што ти е земјава, ако ти вреди, ако ја дајш inheritance tax, значи ако му ја даваш на семејството, нели? Ти треба да платиш данок ако ти е над милион. И са фармериве, тие се богати во земја, а нема пари. И сега умира и во наследство ја остава земјава и нема данок да си плати и ја продава. И знаеш кој купува? BlackRock. Иди тука 5 билиони вложува и купува. Lloyds банка купува кујчи. И што да правиме, човек? Што да правиме? И на фермерите за жал големи кооперации му и купува. Во глобала ако зум аут направиш, седете во крипто. Ама тоа е идејата, он генерално се движи секој крупнување, ме разбираш? Значи, наместо да треба да произведуваат фармери, да произведуваат големи корпорации, зашто има во цела Европа, така? Да, тоа е точно, да. Вчера разговарав со еден дечко од Полска и ми вика, Европа кога дојде за нас, вика да ти кажам мој спорно што не сте во Европа, Македонија, вика да, окей, можеш да патуваш да работиш, има убави работи, вика ида, истото му ги пупаја фармериве со пари, никој не работеше, по 10 години останаа сите без работа, оти забораја да работа и вика му испокупија земјата и сега вика кооперација иде и само ти кажува морково да е окав, убав, голем. Нели дали иде квалитетен или не, да изгледа овака или така. Кои хемикали? Да, тоа башка вика и вика многу остави вика тоа што Европа вака вика многу работи и не чина вика. Мислам за Полска зборуваме и знаеш за геополитика да свртам и вика му нашле на Тускли беше таму, да, вика му најдоа план како сака да ја подели Полска вика и сега сите се креваа, му најдоа некои истечени информации вика внатрешни му најдоа и вика сега сите чекаме да има избори да го смена, вика не може да го поднесиме. Појлак ми го кажуваше сега си оди си бега назад во Полска поради семејни причини. И да, интересни работи. Интересни работи, тоа е друга тема. За регулатива Антонио, друго нешто што кажа, банкиве се тепа. Точно. Гледај го ова што ти зборува JP Morgan 4.3 трилиони. Тоа се ненормални пари, трилиони. Тоа е не може да кај се парите, видоа. Да, тоа се тешки пари, гледај што се случува и со ETF, гледај колку Ethereum сега оди. Мислам, гледај што се случува колку пари влегува од големи институции, мислам сега сакаш научиш големи институции го вода бул маркетов во последниве неколку месеци. И тоа ние сме сведоци. И сега јас ги следам сите јутубери да за регулатираат толку, нема што да кажав, се стега во Англија екстремно многу работите, за жал многу се стега и многу луѓе си бега, ода Дубај, ода во UAE, нели во Емиративе, ода во Португалија, во Швајцарија бега. Си бега многу, посебно овој што се со крипто што има пари и бега. Зошто да он плаќаш тука данок, а иначе capital gain tax тука се плаќаш околу 10 и после зголемува на 24% данок се плаќа, се прчиш. Арно, тоа не е мамо 35. Кај вас? Да, тоа е. Да, гледај се, овој сметководител вика, човек, ако ти правиш 100 бона на година, 24.000 треба да платиш. Порно пои во друга држава со 24.000 ќе живееш цела година, ќе исплатиш кири и ќе живееш вика ко крал. Зошто он плаќаш овде? Тоа е така викам, не правам 100.000, викам, ако правам убаво ќе види. Али да знам која ќе правам. Да знам кој ќе правам. Да, ете го Ethereum Flow, точно. Ethereum Flow е бомбона и мислам, некој зборува со Марко зборував од Охрид некни, тој е цел во Ethereum сега. Поздрав до Марко. И вика чекам да поиде Ethereum до 5-6 бона и вика ќе ширам. Секој си има различни планови. Зависи кој кокав. Да, секој си има различни планови тука. Дај сега да свртиме на друга тема. Што е наредното? Наредното е ти поели во програма си и рокај брат. Јас сум, да. Добро, ново yield farming. Секунда. Само грешка си. Брат, тука сум. Да. Се гледа. Да, супер. Се гледа. Yield farming. Значи, дечки, има доста интересни работи. Јас не правам видеа последниве неколку месеци. Нешто поради семејни причини, ви кажав исто zoom out, направив малку и да ви кажам нешто гледам на страна, се занимавам со други работи и малку релакс.
Антонио, свака ти час што си константно активен. Значи нема ко тебе, еве кажувам, не знам како успеваш. Ти си многу капа одма пред сите. За Браво. македонци, брат. За другите нема, за македонци е тоа само. Браво, браво, свака ти час. Гледайте са, дечки. Овде направив едно видео, How I got early into this token. Гледајте го во видео, на англиски се зажал, на македонски ќе направам за неколку дена видео. Има тука една група, кинеска е, ама пушта и на англиски. Има една група, станав член, значи кажав на видеото, земете стар телефон, станете член колку да се да бидете во групата таму, се вика Unicorn X. Одиш, симни апликацијата на стар телефон кај што нема ништо општо со крипто, прошто за секој случај сте безбедни, и внатре направија 4 колс или 5 колс во последниве месеци и пол дена. Секој еден од нив му беше перфектно успешен. Последниот кол беше, јас влегов внатре, кога зедоја и си дуплирав пари за 7-8 дена. Значи сите кол што ги пра, секој кол тие го соработуваат, тие се exchange и работа нешто како за providing liquidity, огромна компанија што работи со DEXO и такви глупи, мислам, како да кажам, изврзани се код црева. Ајде тоа да го кажам. И не е pump and dump. Не може да видиш дека токенов лета и другиот ден го снемува, просто ако ќе направи кол, полека си оди токенов, зна некои информации внатрешни, дали излегува на некој exchange, влезете внатре, ова е значи high risk, значи пак не сме финансиски советници, не е ништо финансиски совет тука, но секој кол што му беше, едниот беше 4x, другиот 3x, другиот јас дупло ги направив парите, што не беше ич лошо, да знаеш дека ама гледайте да бидете брзи. И кажувам внатре, че имаме кол за час-два, бидете брзи, имајте на Мекси таму некаде на некој дексој кај што е no KYC некој динар и онма купувај. И остај го и чекајте си. Риск капитал онли. Значи тоа е многу успешно за сега. 4 коли имаја, 4 успешни му беа, гледајте го тоа видео. Ева како само да напоменеме сите наши гледачи, извини што ќе те заправам. Прво, во дескрипцијата на ова видео ќе бидат ставени сите битни информации за каналот на Криптофил. Да, каналот на Криптофил е генерално би рекол во оваа ситуација англиски, но има доста информации на македонски кои што може да ги најдете. Втора работа, ова што он го зборува, кол представува давање информација за потенцијален проект кој што би требало да експлодира во моментот. Што значи дека пак нешто слично на тип за оние кои што потенцијално нови на нашиот канал, да може да разбере за што станува збор. Да, постојат такви типови на, да речем, организации или компании кои што од време на време споделуваат, како што кажа и он сам, инсайдер информации за тоа потенцијално што би било добро да се купи пред неговата цена да експлодира. Зошто е ова толку битно, морам да го напоменам. Ова е многу ризична зона и доколку Криптофил има позитивно искуство, не гледам причина зашто не би пробале, но пак не заборавајте. Посебно за ваков тип на апликации, ова мора да биде капитал кој што сте спремни да го изгубите. Затоа што, како што кажа Фил, никој не ви дава гаранција и ова е едноставно момент во кој што одредена организација споделила информации за нешто што го знае. Така да бидете спремни потенцијално ова да го жртвувате и, како што кажа Фил, според тоа што го кажа он, потенцијално може да добиете исто така и доста добар профит, но секогаш бидете спремни ова што моментално го инвестирате да го изгубите заради тоа, нели, како што кажа Фил, со ограничена количина на капитал. Извини, повели брат. Нема проблем, точно така. Ова е значи Digen Play за Digen, така се вика. Значи ова е Digen, значи ризичен. Значи ризик, ова е малку high risk. Јас сум секој Digen Play, но и таму има профит, но и таму има ризик. Како вика, сваки ризик иде на ризик. Сега. Друго нешто што сакам да споделам е, направив едно видео за NFT, го зедов NFT 1. NFT-ов со однатрешни информации ви споделувам, че имам AMA, уствари, че дава 2 airdrop токени. Беше NFT $300, ама сега е веќе 390, оти се изнакупија околу 2700 изнакупија луѓе куп. Оти внатрешната информација е што ќе излегува токено во август месец едниот, а другиот треба септември, октомври, таман за bull market. Така да, вчера направив доста интересно видео, хипотетични колку би заработиле. Пак, NFT ги заклучуваш парите, ако не е за вас, не се занимавај, ако е за вас, погледнете го, видете, ако не се ни занимавајте. Сега, оставите ги ти работа. Да појдеме за Gems, само да споделам нешто, само што излезе еден оглас, имаше Gems нодои што се продаваја порано, добри се дечки ве излегува, многу се бавни, но гледайте са, за нодој тие што купија беа по $100 и вика нешто не ни успее проектов, че има рефанд на сите што купија. Да знаете, ако сте купиле нод, $100 беше, че ви ги врата парите, тука че
дојдете кај мене во мојот Телеграм, има, го постирав денеска и е на пин. Чима, како да си земете тие $100 назад, значи не е никаков проблем. Многу се изгубува дечки. Телеграм како може да те најдат? Значи на Telegram, значи појдете на Криптофил на YouTube, на секое моје видео, во секое моје видео има линк од мојот YouTube, од мојот Telegram канал кај што е во мојата група. Таму појдете, ќе биде на пин. Кој ќе појдете, нели горе појдете на пин, ќе го видите последниот оглас кој што е. Јасно. Добро сега. Сега, што се случува? Преска спомна за Avalanche, за AVAX. Најголемиот дек што излезе од Алекс Бекер и од Елиот Рейд е се вика Black Hole. Не знам Антонио дали го слушна. Black Hole е најголемиот декс што експлодира. Имаш 488 милиони трейдинг волумен денеска, 250 милиони. Ова ти е Black се вика токено, ова е нешто на истиот како аеродром, но на AVAX и експлодира. Trading Joe и Uniswap беа на AVAX најголемите дексои, сега е Black Hole. Сите пари се тука. И се пра многу пари, да знаете. Значи, само ризични капитали. Тоа е нов декс, е од Елиот Рейд, што е доста познат јутубер, и од Алекс Бекер. Сега, и овој што беше и Крипто Бантер, и тој го спомна неколку пати, јас влегов тука. Ако појдите, баш ќе правев денеска видео, не ме остана видео, времето и со тебе снимаме. Значи, ако појдите на blackhole.xyz или појдете на, речи го, на CoinGecko, пишете Black токено, Black и ќе ви излези, држи добра цена, еве го 1.20, перфектно си држи цена. Појдете и тука долу ќе го видите самата веб страна. Кога ќе кликнете на веб страната, појдете на Basic, овие и појдете на APR, овие се статични APR, не е концентриран, туку статични. Колку пишува, толку добивате. Сега се многу високи, оти е многу пресен и исто како истото се случуваше со аеродром, имате многу високи на APR, ама после ќе дојда за 2, 3, 4, 5, 6 недели, ќе се намала пригодно доста многу. Јас сум на AVAX со Black, околу беше 800, сега е 650 APR и USDC со Black, оти тука сум во тие два. Случајно имав чамп, едно токенче го така ми стоеше во самиот волет, тоа е за гейминг, го ставив и експлодира таму, дупло се крена цената, супер happy days и башка принта по 3% на ден. Ти ви принта во Black, сакате чувајте го, сакате продавајте го, јас го продавам и не го чувам, не се врзувам со токени, не сум емоционален, го конвертирам сето во друг токен. Да знаете, тоа е најновиот декс на Avalanche и е најголемиот во овој момент и мислам дека ќе биде истиот како аеродром, но на AVAX chain. Значи секој chain има свој DEX. А DEX е Decentralized Exchange, нели, каде што никој не може да ви направи тракинг, треба да имате wallet. Јас најчесто го користам Rabi wallet, 10 пати подобар од MetaMask wallet, да знаете. Не заборавајте најбитното нешто, после секој користење на wallet да правите disconnect, секогаш го повторувам то, и revoke. Имате внатре опција revoke и disconnect, да правите обавезно после секое завршување со вашите трейдани или што и да правите. Сега, друго нешто. Еве го, иначе Diamond Egg, то преска што го спомнав, NFT, Black Hole се вика, нели, самиот DEX, кој што во моментов принта топ, се надевам да остани, да не рагни, не ми се верува да рагни од доста познати јутубери, че ги суда, сите ги зна, и толку пари да влезат, 488 милиони волумен и 250, то ти е околу 750 милиони. Вчера или некни удри 1 билион вкупно, што беше најголемо, мислам, тоа е чудо. Значи толку пари да влеза за некој нов декс, ако никој не го знае, нема да влеза, значи доста работи се назад. И како што читав кај Елиот Рейд, кажа дека имаше, иначе имаше airdrop. Ако сте го користеле, добив околу $300 airdrop, ако сте го користеле AVAX chain по некакви причини, ве молам, поврзете го вашиот волет, појдете тука на airdrop и ќе видите дали сте добиле или не. Е тука, check airdrop, поврзете го вашиот волет. Јас имав на 2 волети што сум го користел пред неколку месеци и добив $300 airdrop, бујрум, значи клейм направите, има клейм или стейк, немој стейк, клейм направите, ќе си земи таму помалку, но нема врска, земете помалку и продајте го, имаше airdrop. Исто има airdrop од Sonic, да знаете, појдете на Sonic chain и видите дали сте eligible или не, затоа што тоа се сладки пари кои што никој не ви ги дава, мислам се пари паднати од небо.
Сега, Антонио, ова и за тебе. Значи, ако си окористил AVAX, по некакви причини си фармал, си трейдувал нешто, може да си eligible за сите токени. Тоа е многу интересно, сите токени од тука се дајни на комјунити. Нема никој за тим, нема никој, како што ги читав, нели, внатре нема никој за инвестор, нема внатрешни инвеститори, нема внатрешни игри, сите се дајни 100% од самите токени. Така прочитав. Тоа е многу битно. За Gems кажав. Gems иначе токено да го видиме, Gems иначе доста добро се справи во последниве неколку недели. Gems токенов, еве го, браво, беше 0.03, а сега е 0.010, 300% горе, еве го. Да, колку беше? 0.037, 0.03, еве го, 2.9 во мај, а сега е веќе 0.10, значи 300% крена нагоре. Ова е од Gems, значи од тие прават нивни DEX. Многу се бавни, но ги права работите и за чудо Антонио вратија имаше еден нивни проект, тие се како лаунчпад, го спомнав ова, не беше успешен, тоа е лаунчпад, ако проектот не е успешен, тие нема врска со тоа, но вратија околу 10 милиони вратија на луѓе како токен или нешто, 10 милиони направи рефанд, што беше за поздравување, што ретко кој што некој тоа ќе го направи. Друго нешто за Yield Farming. Yield Farming во моментов принта феноменално добро. Баш кај што Blue Chip, многу добар, имате пер, појдете на DeFi Crystal, јас го користам, defi.crystal.app, иначе го користам TAO со Ethereum на 0.3 тука пул, плаќа по околу 7-8-9% на месец средно, 5-6 кога нема трейдинг волумен, но последниот месец мислам ќе биде најуспешен месец во Yield Farming во последниве од јануари. Ако средно се земаше 5-7 на месец, сега ќе биде околу 10% овој месец. Во Yield Farming баш кај што добивате на Price Appreciation, не заборавајте, вашиот range треба да поставите, имам доста видео направено за тоа, да не е многу тесен, да е малку поширок. Има доста добри парои, BNB со Cake, слободно може да појдите на речи го на PancakeSwap. PancakeSwap е најголемиот DEX за BNB. BNB иначе Антонио исто гледам, BNB исто така TAO, исто така AVAX гледам, изгледа исто ќе биде како со ETF, како се зборува на големо. Jasmy токен ќе си го фармам феноменално добро, со Ethereum имам парче направено, исто го ставив сега, онај ти го сакаше CPOOL, CPOOL, нели, Clearpool. Мислам ти го има спомнато порано, Clearpool, го немаш? Нема врска. Како и да е, Clearpool и то си плаќа доста добро, по 10-12% средно на месец. Овие се со ренч од околу 30-40% за тие кои што се разбираат. Иначе Yield Farming е доста добар пасивен приход. Две алатки кои што може да ги користите за research или три алатки, јас го користам Crystal, значи кога ќе направите од тука liquidity, Crystal не е одговорен за вашите пари, тоа е многу битно да се знае. Ако го користите VFAT, тој е одговорен за вашите пари, тоа е, значи, малку red flag за мене, значи внимавајте за тоа, јас излегов од тука, но тука може да го користите за research. А Crystal може да го користите за да направите liquidity или да направите rebalance или add more liquidity или withdrawal, collect fees и сите тие работи, но не се одговорни за вашите пари, сепак вашите пари се кај во вашиот wallet, така да тоа е многу добро, освен ако ги користите нивните vaults, но јас не ги користам, така да не ги користите најубо, да сте на сигурно. Сега од друго нешто, може да правите Yield Farming на сите blue chip токени. BNB со Ethereum има многу добар на Ethereum Chain. Ethereum Chain може да биде малку поскап, но денеска правев пул и ме кошташе $1.50. Иначе кога Ethereum оди многу нагоре или надолу, може да ве кошта $15-20, значи тогаш не чапкајте. Сабота и недела кошта 50 центи до $1, што е екстремно ефтино. Друго нешто, ако сакате да понаучите, спомнав во сите македонски видеа, има една група што се вика Crypto Lab Research, значи Crypto Lab Research, има внатре без пари курс, значи појдете на фри курс и има некој 3-4-5 часа, појдете, едуцирајте се, без мука нема наука. Ако не седните, Антонио то го повторува 550 пати во годината, може би повеќе. Ако не направите research, ако не правите едукација, може да се изгорите многу често. Сега има, значи, стварно многу добро е тука, има и со пари, но има бесплатен дел, бесплатен курс, зачленете се, учете, затоа што, верувајте,
yield farming е доста може да биде профитабилно ако влезете во добри парој, баш кај што ви расти цената во самата корелација, вие исто добивате и профит на APR. Дај се Антонио, ако сакаш да збориме малку за маркетов како доста интересни работи и пред да одиме таму да кажам успешен бев за прв пат да се пофалам за leverage trading Антонио, минатиот пат кога бев изгорен, се изнервирав и реков заборев да клавам стоп лосој. И но нели се учиш. Така се учи, да. Кога се изгориш на млекото, дуваш на маштеницата. Точно. И гледате сега што направив колку паметно, нели следаме дечко low leverage трейдинг со 2x. 2x leverage е најниско што може да се направи leverage. Тоа што значи дека ако токено падни 50% од кој ќе влезите, може да се ликвидирани, ако токено се качи 50% добивате дупло пари, просто едноставно така работи. Сега ако се качи пута 2, нели добивате пута 4 просто. И што направив јас Антонио кога беше на дното пред 4-5 недели пред да почне се тоа се крева, Ethereum беше на 2700, реков јас ќе ја продам Solana, се изнервирав, шитнав Solana $1,500 и влегов во 4 токени по 400, 4-5 недели и кладов стоп лос на треба да падна 6%, 7%, за да изгубам 15-20 на 100 неко. Шо окей, 20 на 100, нели cut the losses излези, окей, 20 на 100 или во спротива добив околу 150-200% оти го фатив на самото дно. Немој да влегувате кога че маркетот е горе, не се игра со leverage, се игра со leverage кога Ethereum беше на 2000 и нешто. Сега е веќе многу горе и е касно, ако има некои дипои, тоа е друго. Но, значи, сега да ви кажам успешен бев и како бев успешен. Што направив? Се крена маркето, се крена 20-30, значи јас бев 40-50 на 100 нагоре, си ставам стоп лос првин минус 10 на 100, после клавам плюс 10%. Како што одим и си чекам. Како што одим нагоре, мојот стоп лос го кревам, нек ми бев на H-bar, ми беше на 20 центи влегов, беше 28, го кладов стоп лос 26 сипол, пан надолу, направив околу точно 140% профит. За 4-5 недели си извадов, чао, пријатно, си купуваш H-bar или Solana назад или што сакаш. Ethereum уште ми е отворена, ја оставив. Тоа интересното е на профит 100% во моментов, 100 и нешто проценти, си ја оставив, оти ликвидација ми е на 1400. 1400 Ethereum дали ќе се врати на свети кукуш. Така да немам ни стоп лос ми е на 2500 таму за да сум на equal и го оставив нека тера. Ако појдоке 5000, мислам земам се, чао, auf Wiedersehen. И то се така се игра leverage, си ја научив лекцијата 2x leverage со стоп лос, бавно, полека и си чекаш. Немој да бидете гриди, 5x, 10x, од 95% губа пари. Тоа да ви кажам. Тоа е тоа, Антонио, може да зборуваме до утре, толку зборувам со македонци многу ми е било со неколку македонци, сите фарма јако, имам 4-5 дечки што фарма, прилепчани сите по цел ден само праќаем пораки каде што како ќе да влегуваш и маркетов крева и фи заработуваш по имаш на еден токен заработив 50% фи во 24 часа. Не знам што се случи, имаше некои вести, 50% имав таму и викам вау. Разбираш, мислам има такви спайкс, нели, кој ќе видиш. Активност се пазар. Тоа една се случува на месец, ама ако го фатиш тој ден може да земиш 20-30% и викам вау, 50% ми беше за прв пат на добар токен со ренч од 50% ренч. Разбираш, јас се разбудувам другиот ден имав $400 клајн, другиот ден се разбудувам фи $185. И викам ова што и гледам спайк, 30% спайк спојче на волумен. Имаш. Вау. Викам happy days. Онма продавај, take profits. Точно. Вака сега, прво да напоменеме дека ова што го зборува CryptoPhil е уствари yield farming. За оние кои што не знаат што е, за да не изгледате нели збунети и изгубени, на мојот канал, на дното на самиот канал има цела плейлиста на македонски јазик, каде што CryptoPhil има се објаснето на македонски за македонците да знаат што е и како се работи yield farming. Дополнително на неговиот канал CryptoPhil исто така може да најдете цела македонска плейлиста, истата плейлиста, каде што го објаснува целиот овој сектор како функционира и како се работи на истиот. И кога станува збор за leverage уште еднаш. Ние не ви препорачуваме да работите со leverage, но само сакаше да сподели негово искуство, затоа што на крајот од денот да е поризично, да има повеќе профит, но секогаш имате предвид дека ова е ризична зона кога станува збор за тргување и дека препорачуваме прво да научите соодветно во што влегувате, како и користите овие методи и кога веќе влегувате, тоа да го правите како што каже и он.
со минимална количина на леверидж и секогаш ставајте стоп лос и бидете спремни парите кои што ги внесувате да ги изгубите. На тој начин се учи и се учи секогаш со мали суми на пари. Така да тоа мора да го напоменеме. Знаеме дека секој порано подоцна ќе сака да проба леверидж, тоа е повеќе од јасно, но бидете препазливи, бидете со мали количини на почетокот, се додека не почнете да разбирате како функционира целиот пазар. Така да со тоа може да завршиме со вториот дел за yield farming и на крај многу битно секој што сака да знае, вклучувајќи и мене, само на кратко јас ќе споделам во она што јас го очекувам од пазарот и што ние правиме моментално. Значи како што многу пати се слушале на нашиот канал, значи ние понатаму веруваме во традиционалниот 4 годишен циклус, односно уште од 2014 година ние сме сведоци на стандарден циклус на една година bear market и 3 години bull market, каде што можеме јасно да видиме дека тоа се повторува буквално како швајцарски часовник. Моментално званичниот циклус на биткоин... Морам да земам вода, само се враќам. Војли, да, нема проблем. Значи, моментално овој 4 годишен циклус, според досегашните правила на биткоин циклусот, би требало да заврши негде во октомври-ноември 2025 година. Како што знаете, сами овој циклус предодреден од самиот халвинг во алгоритмот на биткоин. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што досега ниту во една ситуација не сме добиле циклус кој што траел подолго или пократко од овие 4 години, во главно минус или плюс 1 месец, ние сме имале официјално врв и дно на биткоин циклусот токму на овие 4 годишни циклуси. Повторно, како што веќе многу пати сме кажале, тоа е поврзано со самиот халвинг механизам, кој што предизвикува намалување на наградата на биткоин на секој 4 години за половина. Сега, зошто е ова толку битно? Затоа што на крајот од денот досега во два наврати, барем јас со свое лично искуство, многу од луѓето на крајот од 2017 година очекуваат дека овој циклус ќе трае повеќе од 4 години. Од 2017 година голем дел од луѓето се уште не ни знае што тоа е практично 4 годишен циклус, затоа што тоа беше прв пат да имаме целосен 4 годишен циклус во овие два врвови од 2013 до 2017 година. Но после 2017 година 4 годишниот циклус станува се повеќе и повеќе веродостоен, би рекол, каде што можеме јасно да видиме дека истата ситуација ја добивме и помеѓу 2017 и 2021 година на самиот крај. Според овој циклус, пак ќе напоменам, и халвингот кој што е имплементиран на секој 4 години, официјално очекуваме дека крајот на овој циклус ќе биде негде во зимата 2025 година, така да јас и понатаму останувам на ова тврдење. Не сум видел причини зошто тоа не би било ситуација и во овој bull market. Иако имаме влесни институции, не заборавајте дека најголем дел од луѓето кои што моментално поседуваат биткоини не се институциите, иако со многу забрзано темпо акумулираат. Да не забораваме дека има луѓе кои што акумулираат биткоин десетици, би рекол стотици илјади биткоин уште од 2011 година. Така да најголемиот дел на биткоините на пазарот и понатаму се роѓаат во рацете на китовите. Така да тоа е една работа која сакам да имате во превид кога на некој начин одредувате дека институциите се уште не го диктираат овој циклус. А од друг аспект, пак ќе напоменеме, самиот момент на психолошка бариера, дека после овие 4 години голем дел од луѓето очекуваат дека тоа ќе биде крајот на пазарот, би било буквално една од главните причини зошто во октомври, ноември, декември голем дел од луѓето кои што веќе го следат овој 4 годишен циклус кој што представува своевидно следење како култ, така речено, на целата криптосфера, не гледам причина зашто истите не би излегле од пазарот при завршување на овој циклус на крајот на 2025 година. Дополнително, ритейл секторот најчесто влегува во крајот на секој bull market, што би било буквално оној период кој што предстои, и затоа како размена на капиталот од рацете на инвеститорите на долг рок, посебно на оние 4 годишни инвеститори како ние, и ритейл секторот кој што најчесто влегува на самиот врв, не знаејќи дека тоа е врвот и дека се очекува крај на циклусот и паѓање на цените, е буквално една од главните причини еден стандарден, нормален економски циклус на промена на капиталот од smart money во dumb money. Односно од луѓето кои што инвестираат на 4 години, кон луѓето кои што се дојдени очекувајќи дека сега почнал циклусот, несвесни за тоа дека тоа е практично самиот крај на циклусот. Тоа е поентата на нашата работа. Односно, тоа што го разговараме со Криптофил, значи нашето портфолио е дебело инвестирано во последните 4 години и ние планираме излез потенцијално како ќе се движиме до крајот на оваа година, како со нашето портфолио
портфолиото кое што го имаме како едукационен карактер од самиот почеток од 2022 година, така и со портфолиото на самиот канал. Да, ние и понатаму акумулираме, но со оглед на фактот дека ние најголем дел од алткоините ги акумулиравме на самото дно во 2022-2023 година, тоа што очекуваме дека овој период што престои треба да биде практично и самиот крај на овој бул маркет и со тоа практично постепено да почнеме да излегуваме од нашите позиции, како ќе почне да се придвижува нагоре алткоин сезоната која што гледаме дека се повеќе и повеќе изгледа дека е започната. Така да баш би сакал да слушам што ќе каже Криптофил, како изгледа неговото портфолио моментално, дали он очекува крај на овој бул маркет, затоа што имаме многу позитивни вести кои што доаѓаат. Altcoin spot ETFs, staking на Ethereum, in-kind redemptions, така натаму, баш ме интересира што ќе каже Криптофил околу должината на циклусот и неговото моментално портфолио. Антонио, да, ќе одговарам, фала на прашање. Сакам да те прашам лично, што немам за разговарам, но баш можеби е време. Имаме време, нели? Не брзнаш? Да, кажи да, ми, како тебе ти е плано кој ќе излегуваш? Знам дека сакаш да поидиш во неколку stables, BTC, дали планираш да го шитниш цело криптопортфолио, да го стопиш или да остеш мал дел, или да како ти е планот да се ротираш од кој ќе излегуваш? Мислам сигурно ќе правиш нели DCA надвор, како се надевам се сите паметни тоа да го прават и никош нема да се фати нели врво или дното. DCA надвор и DCA in како што влегувавте. И дечки, пред Антонио да одговори, немој да гледате јутубери сега да ви кажа да, последниот баш следам еден куп јутубери шатпат и ми вика и сите кои ќе гледаш less bull нели pullback ова она. Викам кој pullback бе човече? Па имавме од нова година до сега беше 12. Ама 8 месеци беше pullback и to дебел. Па дебел брат, Етериум дојде до $1,480 и ти го трубеше тогаш. И тогаш, значи стварно пак ќе кажем, емоционално знам, со тебе правим муабет, јас бев исцеден емоционално, ама тоа е тоа, за жалост мора само со искуство да го направиш и бај и купуваш пак другиен пај за 20%. Пак бај на крај немаш пари, отимаше 12 дипа во 12 недели, а јас ги потрошив до четвртиот дип. И значи не може да ги слушат овие јутубери и сега јас баш некни бантер вика сега ќе купувам лес дип и имаш и други јутубери и ту јаки јутубери вика че сега ќе купувам се човек, ами ти доса ако не си купил, што прави сега на повеќето токени се веќе 60-80% нагоре. Па гледај го хајп. Па овај Hyperliquid, па дојде $11, јас на 12, админов мој вика купувајте, молам, купувај, викам не бе човек да не падни, купувај, сега е $40. Жално што купив само за $200. Ајде нека стои. И како и да е, кажи ми твојов план како е, баш ме интересира од тебе, еве, сега како ти е планов? Еве го достигну, дали чекаш цена да дојди? Дали чекаш кои фактори, сигурно следиш многу таму овие што се критерии митери, баш ќе покажам два индикатори што јас ги следам и ти ги едниот не го знаеш, со сигурност не го знаеш, сад ќе ти го покажам, некни го видам. Ќе научиме нешто јасно. Да, кажи ми што мислиш. Вака сега, првата работа која што ја спомнав. Никогаш не можеш да бидеш 100% сигурен дека нешто ќе се случи. Во оваа ситуација тоа е исто самиот нели циклус. Односно, ние секогаш оставаме moonbacks. За жал, претходниот бул циклус останавме со многу поголеми moonbacks од вообичаено, односно откако ти ќе го земеш профитот од циклусот во кој што си инвестирал напорно и долго 4 години. Она што треба да го направиш е ти секогаш обезбеди дека профитот ти е земен. Односно, основната работа што ти си ја планирал си ја завршил. Секогаш, барем јас лично, одам на стратегијата остави си moonbacks во случај да имаме навистина прекрашување на 4 годишниот циклус. Тоа што досега ние сме имале два последователни циклуси по 4 години, не значи дека и следниот ќе биде 4 годишен. И понатаму се покажува дека ќе биде. Но во случај да имаме било каков тип на промена, затоа што не заборавајте, ова е прв циклус со институции, ова е прв циклус во кој што имате алткоини со свој спот ETFs, ова е прв циклус во кој што имате апсолутна глобална адаптација во однос на регулатива, така да ние не можеме да знаеме како се тоа ќе се одигра. И поради оваа причина, јас планирам до крајот на годината потенцијално веќе полека да излегувам пазарот и тоа солидно, но секогаш ќе оставам одредени количини во однос на различно, да речем, портфолио за тоа во кој колку имам инвестирано,
од 10 до 20% ако гледам дека има потенцијал за негов раст. Посебно за коини кои што се уште немале експлозивен раст. Зошто го велам тоа? До сега во претходните два алткоин сезони скоро и да не постоеше коин кој што немаше експлозивен раст. Мртви коини. Значи коини кои што веќе никој не ги купува, коини кои што заборавиле дека постојат, се враќаа и имаа свој памп. Се разбираме? И затоа поради оваа причина, ако сега како планирам за излезот. Значи нормално дека секој коин различно го гледаме, така? Значи некој од овие коини веќе е во напреден дел од bull маркетот, тоа многу пати сме го кажале. Како Solana, Injective Protocol, Render, XRP, значи тоа се коини кои што веќе одамна направиле нов all time high и сега веќе прават втор, трет, четврт и така натаму. Што значи дека во овие ситуации ние потенцијално кога ќе почнеме, сега се уште не сме излезли ниту една позиција, затоа што ние се уште не сме имале алткоин сезона. Ова што гледаме се конкретно потенцијалните почетоци на една алткоин сезона. Така да јас се уште не гледам причина зошто би излегувал. Единствена промена во портфолиото е тоа што јас во нив моментално не инвестирам во превод. Сега повеќе се фокусирам на помали маркет капови, кои што се многу помали, кои што многу помалку напредувале, кои што стагнирале, за разлика од тоа коини кои што веќе екстремно напреднале во моето портфолио, како XRP, како HBAR, како Chainlink би рекол, кој што е многу солидно пораснал во моето портфолио, и останатите коини кои што веќе екстремно пораснале, нема да ги бркам нивните цени. Јас имам алокации кои што се направени уште од 2022-2023 година и ги оставам да продолжат да растат, се додека конечно не утврдиме дека да, еве, сега сме во full blown altkоин сезона, потребно е да се прави DCA out. Но до тогаш новите алокации кои што ги правиме постојано ги правиме во коини кои што се многу помали, во превод. Сега многу повеќе се фокусирам на што? На Wormhole, на Axelar, на Ondo, во оваа ситуација би рекол и потенцијални проекти како Alchemy Pay, кои што се многу помали по маркет кап, кои што најчесто има многу поуспешен да речем раст во алткоин сезона, која што потенцијално сега доаѓа и како такви може да донесат многу поголем раст. Сега ќе ви кажам зошто. 2021 година од искуствата кои што ги добив како статистика на крајот на самата година со запишување на апсолутно секоја трансакција, секоја позиција, како во тргување, така во леверидж, така во long term investing. Заклучив дека малите коини во кои што сум инвестирал во самата алткоин сезона, многу често се случувало да имаат и поголем раст од оние коини во кои што јас сум инвестирал уште на самиот почеток, имале стабилен раст, порастале солидно во моето портфолио, но поради тоа што имале голем маркет кап, како на пример Ethereum и XRP во претходниот bull маркет, нормално дека не порастале толку колку овие мали проекти со многу помал маркет кап, со многу помала инвестиција, кои што на крајот од bull маркетот, верувале или не, беа со ист раст колку и моите големи, да речем, алокации во Ethereum и XRP. Во превод, кога веќе се ногаме кон алткоин сезона, тоа е она што ние постојано го пропагираме уште од самиот почеток на алткоин сезоната. Тоа зборувам бул циклусот. На почетокот алоциравме во најголемите проекти по маркет кап. Така, во тоа време тоа беа Ethereum, XRP, Cardano и Polkadot. Како се движиме натаму, ние почнуваме, како што кажува нели самиот криптофил, да бидеме подиџен. Така, значи го елиминираме нашиот Ethereum, го поделивме на останатите коини и почнуваме да алоцираме кон се помали и помали маркет капови, нормално повторно ова се легитимни проекти од легитимни категории кои што може видите во самото портфолио, но се со многу поголем ризик и многу поголем потенцијал за профит. Така да поради оваа причина, од друга страна правиме баланс помеѓу тоа кои се прв пати во овој циклус, а кои веќе имаат неколку циклуси, и во тоа имаме на пример солиден баланс направено, каде што на пример имаме коини како што е Chainlink, Hedera, XRP, Cardano, овде би го ставил Polkadot, IOTA, Algorand, кои што веќе имале еден, па можеби и два циклуси, но исто така имаме и солиден баланс во портфолиото каде што имаме многу од коините кои што се прв bull маркет. Така, Render, Wormhole, Ondo, не би го спомнал аз и затоа што самите токени имаат повеќе циклуси, Alchemy Pay овдека би го ставил, ајде еве Shen Axelar исто така. Значи станува збор за баланс од секој аспект во портфолиото каде што на крајот од самиот циклус јас очекувам дека и овие големи алокации кои што ги имам во најголемите коини, на крајот потенцијално може да бидат исти колку ова што ќе го добијам од многу поризичните коини со многу помала алокација. Но затоа и секој период во самиот bull циклус има соодветно ниво на ризик. Ние го зголемуваме нивото на ризик како се движиме кон самиот крај. И пак ќе кажам, на крајот од денот, целата оваа алокација во алткоини, нас ние со причина што до сега во два циклуси ние сме си докажале статистички дека алткоините секогаш имаат многу поголем раст, иако имаат поголем ризик, ние сме спремни да го прифатиме затоа што ние 24/7 работиме на овој пазар, но имаат многу поголем ризик и профит за разлика од биткоин.
А главната игра секогаш е да се акумулира што може повеќе биткоин. Што значи дека после овој успешен циклус ние планираме во крајот на самиот циклус, зборуваме во потенцијално bear market во текот на 2026-2027 година, многу поголема алокација да имаме во биткоин и нормално во алткоини, секогаш ќе имаме алткоини во портфолиото. Сега, како планираме тоа да го направиме? Ние нема да чуваме биткоин во текот на целиот bear market, тоа ви кажувам веднаш. Планот ни е стейблкоини, различни типови на стейблкоини, никако USDC, потенцијално дел во USDT, потенцијално дел во некои децентрализирани, би рекол, стейблкоини, како што е JET и Shen. Ќе видиме, значи, пак ќе кажам, гледате, многу работи се менуваат, така, ние мораме да видиме кои од овие ќе бидат, да речем, потенцијално проблематични, кои ќе бидат потенцијално следени, кои ќе бидат потенцијално, нели, замрзнувања, како што тоа веќе го имаме видено во неколку наврати, посебно во USDC. Но во исто време овде ќе имате и друг аспект, а тоа е што? USDT. Се извинувам, XAU, како беше точно индексот на злато. Значи, планираме и солидна алокација во злато. Значи, пак ќе кажам, едноставно поентата е како го земате профитот да најдете решение за исто. Така, идејата во реалокација во стейблкоини е заради тоа што на крајот од денот инфлацијата на фиат валутите е негде 2-3% во нормална година. Така, што значи дека вие ако изгубите од вашето портфолио ќе изгубите 2-3% во чекање на следното дно на bear маркетот. Така. А во исто време ако ставите во злато, од претходното искуство, само чисто да видите како тоа изгледаше, значи од претходниот циклус јас забележав уште една интересна, би рекол, уште еден интересен феномен, погледнете го ова. Значи имавме раст на цената на златото веднаш после крајот на бул маркетот, погледнете. Значи имавме раст на цената на златото на самиот крај на бул маркетот. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува дека голем дел од алокацијата од профитот од биткоин влегла во злато. Не случајно, тоа го имаме точно на врвот во 2021 година. Така да потенцијално очекуваме да се случи тоа, односно да направиме реалокација на нашиот профит во токенизирано злато, каде што потенцијално можеме да добиеме ваков тип на раст. Дури и да не добиеме. Падот на злато не верувам да ќе биде толку катастрофален како потенцијалниот пад на фиат, иако се наоѓа на самиот врв, заради растечките геополитички нестабилности во светот. Така да, дел во злато, дел во стейблкоини, до тоа ќе видиме потенцијално можеби ќе има и некои други опции. Не заборавајте, Ондо моментално почнува да нуди токенизирање на се и се што. Значи можеме да видиме некаков облик на токенизација, на некој друг тип на, да речем, капитално добро. Еве гледате, почнуваат се повеќе и повеќе метали да се, значи замислите почнуваат луѓето да купуваат токенизиран ураниум. Верувале или не? И затоа велам, значи на крајот од циклусот ќе видиме што ќе се случува, кои ќе ни бидат опциите и според тоа нормално ќе известиме. Со тоа што во нашето портфолио, ова што гледате во жолта боја е уствари секоја алокација која што сме ја направиле во главното портфолио уште од самиот почеток на 18 јуни 2022 година. Овдека со црвено ќе почнеме да алоцираме, тоест ќе почнеме да информираме за повлекување, односно земање на профит од нашето портфолио, со тоа што процентот ќе биде и нормално образложени со тоа во која валута сме излегли. Така. И на тој начин ќе знаете дека сме почнале да излегуваме од пазарот со DCA out. Ајде сега ти си наред. Супер, фала што објасна, баш ме интересираше како ти е плано. Интересно. Убаво е што, значи како да се слушна различни мислења. Јас кога разговарам со за Yield Farming, ние сме на групичка од 4 луѓе, така доста блиски. И знаеш како, кога ќе дојдат 4 глави кои ќе мислат малку повеќе од ден на мисли и се раѓаат нови идеи. И сега денеска ми се роди идеја, вчера сабајле извинило, таму 5 сато, ми текна профитиве од Yield Farming сега. Си имам во глава замислено токениве доволно среќен сум. Нема милијанници, не знам колку си имам. За мене доволно е толку, секој различно. Некои луѓе вика, еј, ти си во крипто, треба да си милионер. Не бе, човек, нема да така работите. Така сите си мисла. Но, знаеш како, можеш, има и BTC со USDC еден пул да си направам, јас така го мислев. Примерно, земаш профити сега и наместо USDC да ги чуваш, во овој момент, еве, оти се надеваме биткоин да појде до 150, 160, 70, се надеваме, пред да има пулбек пак до ова цена. Така нешто ќе се случи, јас така ги гледам, иначе работиве, да ти одговорам, че по 150 ќе се врати 30%, нема да падни 50%, пак ќе дојде кај 100-110, значи пак таа цена ќе биде тука, и ако сега се трупа со USDC,
и еден добар рендж -2 плюс таму 12 од 115 до 130, па ќе изработуваш на 4, 5, 6% на месец, знаеш дека си во BTC и ако излезе out of range, имаш USDC, никому ништо, ако оди надолу само BTC имаш, тоа е еден добар план што ми дојде и сега сакам помалку да си го реализирам. Значи, управо само да сумираме. Ти практично очекуваш дека, пример, цена на биткоин би достигнала неколку 100.000 во следниот bear market на дното, така? Да, значи јас мислам че појди 150, ако имаме некој екстремно, не знам што, GG некој double top или не знам што, може 170, 200, ама тоа е прекусила и мислам дека 150 е најмногу, pullback до кај 100. Така нешто, горе-долу. Тоа мене ми е во глава. Така, планов ти е дел од портфолиото да го поставиш во yield farming позиција USDC наспроти биткоин, у превод во целиот bear market тргувањето. Да, значи планот ми е да вадиш профит. Точно, значи планот ми е дури оди биткоин нагоре, нели дури гледам да се yield farming да е константно, и кога ќе гледам за земање профити е многу битно да го спомнам, сакам да јас имам доста токени што морам да ги исчистам, значи морално, значи мора да се исчиста. Гледај са примерно NIR, јас NIR толку го сакам, нек ни беше $9 пред 7-8 месеци. Сега е $3 до $2 до 1.70. И мене јас си земам нели константно под $3. Сега средна цена ми е 2 и нешто. И сега јас нема да чекам дојде $25, кој ќе дојде пак 8,5-9, што е веројатно многу да дојде за брзо време, како што викаш ти DCI 2-30% шитни. Дојди 3-14-15, уште 20%, дојди уште 7-18, уште 20 и точно како ти што кажа, мал бек ќе остам, но ќе го остам, но примерно дојди од $27 и ќе остам 10%. Ако гледам се качи од 23-24, супер, чекај, ама ако гледам дека паѓа од 20 на 17-18, шиткај го одма и не се занимавам без емоции. Немој да сте емоционални, отиверувајте ми, само ќе се повредите. Емоционалноста ме искина доста многу пати. Значи, мислам, сите сме жртви на тоа и така учиме. За жал, ова сето само се прави со искуство, како што каже Антонио, мора да се емоционални. И целта ми е помалку да одам во биткоин и стейблс. И биткоинот ми е за long hold. Значи, че имам дел како биткоин, остај го, заборај го, come back in 10 years, нели? И може би Етериум да ти кажам, гледам дека доста Етериум мислам че појде до ке 5-6 бона, 6-7 бона, може да мални да се врати до ке 5-6 пак, може тука ќе се врати, не знам. Етериум мислам долгорочно исто ќе биде доста добар, за сега ти е два долгорочно. А сите другите што се да ти кажам, знаеш како вика леле, Солана, Молана, Солана има толку инфлација што луѓето не знаат. Суи е топ. By the way, Суи денеска појде на $4. Честито на сите 4.40 беше. Сега фала да го скрши тоа $4, уште чекам 4.000 да го турни Етериум, што мислам че се случи за многу брзо време. И нема да сум изненадан од 4 до 5.000 да појде во една недела до 10 дена. Мислам и тоа ќе се случи. И нема да сум изненадан ако видиме на така експлозивно во 2-3 недели. И ако тоа се случи, треба да сме подготвени. Од минатиот пат думаш една недела траеше 10 дена. Сето појде и сите неподготвени, после се нурна сето и еве 7 месеци чекаме да се подврати. Сето болеше, неподготвени, сите дебело. Мислам, сега и за 10 дена беше само. Етериум на 3800, брат, може за еден ден да стаса до 4000 лаба. Да, може. Дали имаш споделено на мој скрин, на екран? Дали може да споделиш? Да, нормално, извини, не примети што повели. Гледај го денеска. Гледајте како се прави пари, тој што знае да фати. Еве едно токенче, не го знам овој токенов, беше админов ми го сподели. Имаше добар трейдинг волумен на овај од Bonk, иначе Bonk е нешто како pump fund. Значи овие работи, гледајте се што правам. Yield farming ми е главно на источник на некој пасивен приход, имам и крипто портфолио и со многу мал дел. Јас играм Degen Plays. Degen Plays што можеш да изгубиш или можеш да направиш пута 2, 3, 5, 10 за брзи пари тие се Degen Plays. Ама сам е тешко да се прави, треба да си имаш тим. Јас имам админ некој што соработуваме и имаме еден админ што прави по луди работи, му пуштам пари, ќе направи $10, 20 ми пушта. $10 се $10 профит. Кој ти ги дава? И денеска ми го пушта ова, вика гледај што испуштив. Гледај го токенов, вика некни сакам да го купам на 10 центи. И вика денеска само
кажа Бонк дека ќе buyback ќе направи 150.000 од токенов во долари, не знам што, и еве го експлодира за неколку дена, експлодира 26, 11, 27 за 24 сати, еве го. Испука од 10 центи до 60 центи 6x. Ете, овие се дижен плеои што можеш луѓе да ги Казино портфолио, точно. Но Да, мала не може да количина. го купувате токенов, че си ова е за ова е за шортајне, за утре ќе биде 30 пи, 30 центи. И Да. немојте print screen, туку take profit, посебно кога Да, станува да. збор за ваков тип на портфолио. Да, Значи, ама еве се случува, еве гледайте 64.000 market cap, а трейдинг волумен 64 милиони таму и тоа е тоа. Како и да е, дај сега ова што сакам да ти го споделам, еден ова е интересен. Гледав едно видео, еден дечко имаше, детето е на 14-15 години, Добро. прави милиони има направено и некни направено видео за го сподели нормално како сакаш што го кажувам Bitcoin Dominance, што е на 61.2, иначе тој е еден индикатор што го следам јас многу, чекам да дојде кај минатиот пат, колку дојде Антонио, до 50 дојде, нели? Зашо зборуваме за Bitcoin Dominance. Еве го овде беше, еве го, Monday, август ден 2022. Само брат, декември, еве го, до 54 дојде. Добро, ама не ти го гледам скринот моментално. Не го гледаш? Извини. Не проблем, само ти кажувам да знаеш дека не го гледам, иначе чекај. Само треба да го одбереш табот кај што гледаш моментално. Чекај да го направам то. Како беше, како да го одберам? Чекај. Само додај го тој таб кај тебе на браузеров кај што моментално нели ти е отворен. Добро, чекај сега овде, стоп скрин, share screen. Ако сакаш можеме да отворам Bitcoin Dominance, не е проблем. Не. Window, еве го, добро го избрав. Еве го гледаш, така. Само секунда. Ова е од TradingView е ова. Точно, како гледам Антонио, да, ако не се лажам, дојде до еве го 2024 декември до според ова 54%. Па тоа беше лагата што не натера да очекуваме дека е алткоин сезона. Тоа беше. Точно, сега е 60 на Трамп, така. Точно. Тоа е 61% сега, дојде до 66, еве го. Добро, супер. Значи, еве го Bitcoin Dominance оди надолу, малку нагоре, надолу, то си прави што прави. Еден индикатор што јас го следам е ова, ти го имаш спомнато 500 пати, но други индикатор е ова е Антонио. Дете го каже, ова е, че ти го пуштам видеото после да го гледаш, ова е USDC /USDC.D со USDC.C. Како stable. Значи, market cap USDC dominance. Така. Добро. И многу, баш че ти го пуштам видеото, ти баш кажуваше кога оди надолу ова, маркетот секогаш оди нагоре и обратно. Но ова е како за стейбл, нели? Стейбл оди нагоре, тоа е од стейбл пари бе ода во крипто и вика јас го следам ова и многу често вика е многу точен. Точно овде кој беше, еве го декември е најдолу, а маркетот беше најгоре. Еве го точно, еве го 23 декември 24, 22. Точно кога овде, нели, кога Bitcoin, еве го истото, кога Bitcoin Dominance беше 55%, значи маркетот пукаше. Ова беше долу. Појде горе, маркетот падна скрос овде. Ethereum дојде до точно 1500 овде точно. Еве го, април некаде. Сега оди пак надолу, маркетот се крева. И сега овој индикатор што ќе го следам јас доста близко, кој ќе гледам кој ќе дојде исто тука околу 1.10% и 1.20, сега 1.67, кој ќе гледам дека тука иди, ќе го споредувам нормално со Bitcoin Dominance сите тие работи, но ќе ми биде еден како индикатор за малку подземајне профит. Има доста индикатори, но овај мисламе доста интересен, ќе ти го пуштам видеото да го видиш, може да се користиш. Чекај, стој, гледај. Има 500 индикатори. Гледај. Ова гледаш овдека. Ова е USDT плюс USDC наспроти целиот маркет кап. Ова го направи за нас радна скела, секоја чест еден од поискусните, да речам, на нашиот Patreon, на нашата Patreon заедница, каде што он веќе го направи како дополнителен индикатор. Дури не мораш да го гледаш на чартот, туку можеш да го имаш практично доле како дополнителен индикатор. Гледаш овдека. Така да истата ситуација. Гледаш проценти, колку е процентот моментално од вкупниот маркет кап во USDT и USDC, и како што каже и самиот, колку се движи надолу, толку повеќе сме практично повеќе во алткоин сезон. Истиот индикатор, точно. Само би ти препорачал ако сакаш да си го додаваш на чарт, да не мораш да го имаш у посебен чарт. Знаеш како ќе го најдеш? Еве како е, чисто да го имаш за себе.
Еве вака е, USDT плюс USDT Dominance. Го гледаш овдека? Добро. Ова е, кој ќе го видиш, таму пишува цариште, тоа е уствари македонец наш кој што го има направено, чисто да знаеш дека можеш да го додаеш кај тебе на TradingView. Најди го, бесплатен е и ќе го имаш истото, само што ќе ти биде индикатор, нема да мораш да гледаш целиот чарт. Супер, супер. Добро, може. И Антонио горе-долу, тоа мене ми е целта да ти кажам. Се надевам дека нема да се зафркнеме овај пат исто. Кога ќе заврши и кога ќе биде топ, никој да ти кажам не знае, може да е за 3 недели. И во август што обично е секојаш долу, еве како што гледаш 4000 ако пукни Етериум, а биткоин тука може да се вртка со недели, а може сето друго да испука. Нема да сум изненаden септември, октомври да сите очекува октомври, ноември нешто да е, сите така очекуваме, ако сите очекува може да е точно спротивното. Сега ако не очекува, може сега гледаш што се случува. Етериум дојде 3800, фала к. Етериум да се качи нагоре, го чекавме 100 години, сите го плукаја, го смеја Етериум и сега испука добро. И мило ми е баш чека да го видам маркетов како сме. Еве го, бомбона 3800 точно. BNB доста интересен. Solana, да ти кажам, Solana, мислам нема да повеќе од 300, 400 муш макс. Да не зборуваме за токени. Cardano сум многу разочаран за сега, ќе видиме што ќе биде од Cardano. Нормално како што викаш ти, не се ќе биде успешно, нешто повеќе, нешто помалку. Работата е да извадиш тоа што си инвестирал и да играш со bank money. А со парите сакаш купувај биткоин, сакаш Етериум за long hold, сакаш Cardano, сакаш Stables, сакаш кујчи, сакаш злато, сакаш стокс, што сакаш правиш, секој да си има различен начин, но мора да имате стратегија и да ја следите. Ако немате стратегија направено, и ако чекате некој да ви каже што да правите, ќе закасните. Значи, верувајте ми, Антонио го труби то нон-стоп, тој сигурно ќе ви Антонио дава се од себе, верувајте, од сите што ги знам, што покажува Антонио најдобриот, браво уште еднаш, ти си многу капа. Значи човек стварно треба да се помага колку што можеме да едуцираме. Едукацијата е огромна. Жално е што кога бев и на криптоконференцијата, никој ништо не знае за yield farming, само четворица. Катастрофа, невидена дечки. Време за тоа сме тука, тоа е поентата. Тоа е тоа од мене, Антонио. Јас мислам, благодарам многу. Кажавме се од наша страна, не знам друго што да ти кажам, да не одим во други теми, до утре ќе бидеме тука. Благодарам Криптофил, стварно фала, мислам дека оприлика ги одговориме сите прашања кои што беа заинтересирани луѓето од нашата публика, така да ќе ни гостуваш повторно, ќе се договориме кога ќе имаш малку време, можеби ќе се договориме и за потенцијални AMA, односно нели да имаме малку интеракција со публиката. Ова е чисто како предлог, како и да е, не заборавај дека во текот на следната година имаме нешто за организација, знаеш и сам. Македонска криптоконференција, а во меѓувреме, брат, ако имаш било кое македонско видео, слободно сподели го кај нас, веднаш ќе го споделиме на сите социјални мрежи. Ти благодарам уште еднаш, брат, ако имаш нешто за крај да кажеш и да одмараме. Да, благодарам за уште еднаш за вниманието, дечки, ве поздравувам сите. Значи ако играте со ризични, ве молам само со малку капитал, следете го Антонио, учете, едуцирајте се, ако сакате yield farming, слободно погледнете моите видеа, имам еден куп видеа на македонски што се објаснат, не еден куп како Антонио 1000, имам едно 10, што е доволно, повеќе од доволно. Ако имате прашања, слободно контактирајте ме на Telegram @cryptofil008 ми е мојот личен, или појдете во мојата група под секое видео. Најдете ме, пишете Cryptofil или пишете ми DM, види DM, одма одговарам на сите, ако не одма за неколку часа ќе ви одговарам. Друго нешто што да кажам, Криптово имате среќа што сме тука, имате среќа што Антонио ви споделува многу добри видеа, следев неколку македонци, што има еден македонец што прави видеа, мислам треба многу едукација. Како и да е, уште еднаш благодарам на сите, имајте убав ден, убава вечер, ден или кај да сте во секаде во свето и се гледаме во наредното видео. И се надам наредното видео нема да сум изненадан ако биткоин е некако 140, Етериум може да е едно 5,5-6 бона и може веќе тогаш да земаме да зборуваме за колку зедовте профит. Нема да речите не зедов. Да ве фати со гајчите долу, како беше она? Точно. Само уште еднаш да напоменам дека сите информации за каналот на Криптофил ќе може да ги најдете во дескрипцијата на нашето видео. Као што веќе кажа и самиот и на неговиот канал и на нашиот канал ги споделуваме дупло сите негови видеа на македонски јазик, со тоа македонците да можат да ги најдат сите видеа на едно место. Така да ти благодарам уште еднаш за гостувањето, се гледаме во следна прилика и поздрав до
топлата Англија. Да, чао, чао. Поздрав.